Джебовите на граѓаните се празнат за да се наполни трпезата, но во светски рамки храната поевтинува. Најголем дел од семејниот буџет на просечните македонци се троши на основни продукти, а висината на цените постојано се зголемува по маркетите и на пазарите. Владата ги замрзна цените на дел од овошјето и зеленчукот и оваа одлука ќе важи до крајот на декември годинава. Сепак цените на храната на глобалниот пазар паднаа на најниско ниво за повеќе од 2,5 години во октомври, како одраз на пониските цени на шеќерот, житарките, растителните масла и месото, објави Агенцијата за храна и земјоделство на Обединетите нации. Имајќи во предвид дека веќе е подготвен финалниот текст на Законот за нефер трговски практики, кој треба за кратко време да биде пратен во собраниска процедура, а нашите очекувања се дека до крајот на годината ќе биде усвоено страна на пратениците, одлучивме да мерката за намалување на цените и ознаката гарантирана цена да продолжи до крајот на годината. Најмногу паднаа цените на шеќерот за 2,2% во однос на септември, благодарение на силното производство кое што постои во Бразил и покрај обилните врнежи и слабењето на бразилскиот реал во однос на доларот. Забележително се намалуваат и цените на житата за 1% во однос на септември. Растителните масла и месото поевтинија за помалку од 1% притиснати од пониските цени на палминото масло и свинското месо. Сончегледовото масло благо поскапе врз основа на стабилната побарувачка. Незначително порасна и цените на месото од живина поради појава на птички грип кај група важни производители. Само млекото и млечните производи во изминатиот период поскапеа за 2,2% во споредба со минатиот месец, поттикнати од зголемената побарувачка за млеко, особено во азиските земји. Во посебен извештај на Агенцијата за храна на Обединетите нации, понудата и побарувачката на пазарите на житни култури се стабилни и се очекува зголемување на производството во однос на минатата 2022 година. Обемот на светската трговија со жито треба во сезоната 2023-2024 да се намали за 1,6% на околу 469 милиони тони, бидејќи намалениот индонезиски и африкански увоз би требало да надвладее зад зголемените набавки во Европската Унија.